Во јануари стигна веста дека Битола се подготвува да формира прв коњички клуб. Ете така некој се обидел битолскиот спортски мозаик да го збогати со уште еден спорт. Радосни и тажни вести секако стига и од таборот на фудбалскиот клуб Пелиштер. На кормилото на оваа екипа тога застана Ѓоко Качунковиќ, а Томе Петровски Жване, познат битолски фудбалер, најави конечно повлекување од фудбалската игра. Гимнастичарите, чиј секретар беше Јонче Велјановски, понатаму се бореа со проблем од финансиски средства, а кошаркарите и одбојкарите се израдуваа кога ДТВ Партизан им ги отвори вратите за зимски подготовки. Тоа главно беа спортовите кои се наоѓаа на врвот од популарноста меѓу битолчани, вклучувајќи ги тука се разбира и спучарите, ракометарите и уште други спортисти. На Бургу низ Битола, меѓутоа, протатна и веста дека група ентузијасти од населбата Јени Мало се подготвуваат да формираат нов фудбалски клуб. Дали тоа беше потајна желба да се подгрее антагонизмот, односно да се фрли Ракавица и Пелиштер да почне да се воздигнува до вистинските граници, или само желба да се собере и да се анимира младината од Јени Мале, од денешна временска дистанца тешко е да се каже. Како и да е, битолското спортско небо набргу се збогати со уште еден фудбалски клуб кој зад себе остави богата историја. Идејата за формирање на фудбалскиот клуб Пелагонија всушност се роди во разговорите меѓу постарите гинималци. Така вели и еден од иницијаторите и сведок на создавањето на ФК Пелагонија, Петар Јовановски Маричо. Одове во местната заедница, побаравме согласност и тие ни дадове согласност и одовме да бериме 100 подписи од малата. Одевме од мала во куќа, собравме 100 подписи, од кои собравме 100 подписи, одовме во местната заедница, му кажавме и ни дадоа изим да формираме, меѓу тие заинтересирани да се формира ова друштво Пелагонија, беше Узун, Борис Узуновски, Узуно, беше Спиро Мачевски, новинар, беше Стојчевски Томе Жапоно, беше Бичајков Ристо Барбако, беше Ѓорѓиевски Менде Митичо, беше Менде Метешо и јас и други. Се собравме таму и ојдовме таму на конференција, почнавме да бериме во капа пари, за да купиме помошен материјал и за да можеме да обстаниме. И другиот состанок се собравме и на база да направиме управа за да можеме да функционираме. Кога се собравме тогаш предложивме за председател да биде Борис Узуновски. За секретар ме предложија мене, за тренер го предложија Ѓорѓиевски Менде Митичо и така се оформи друштвото. Ојдовне во социјалистички, издадоа потврда и ојдовне во фудбалскиот подсавез ме пријавија како такви за да можеме да се такмичиме. Првен кога се формира друштвото, ние трениравме кај Кајнако, што го вика, Гинимале. Потоа изнесло време, после почнавме да одиме во земјоделска, таму имаше ливади и на ливадите трениравме. После тренизите кои ќе требаше,
алиштата и перевне дома, по дома. Секој играч земаше алишта да си ги спери дома. Така за да може и немавме средства за работа. Кога се формиравме, значи Пелагонија формиравме 58. На самиот крај од населбата Јени Мале, некаде на југоисточната страна, се наоѓа Мегдан кој одсекогаш бил ливад. Мегданот е познат по топонимот Кајнакот. Постарите генемалци велат дека на овој простор младите го минувале своето време, претворајќи го во спорски мегдан, шеталиште и мегдан за средби и игранки. На ливадата имало и богат извор со студена вода, а во текот на војната бил одигран дури еден фудбалски надпревар со германските војници кои биле стационирани во близина на ливадата. Млади генемалци, повеќето работници, занаетчии и луѓе од пазарот, собрали сили и на германските војници им закажале фудбалска пресметка. Други генемалци велат дека исто така тука се играле надпревари и пред војната, зашто од Јени Мале излегоа многу фудбалери кои ги бранеле боите на бројните клубови што екзистирале во времето на Кралевина Југославија, како што се тимовите на Битол, Југославија, Балкан, Кајмакчалан и така натаму и така натаму. Само што се формира, фудбалскиот клуб Пелагонија почна да ги одмерува силите во Битолскиот фудбалски подсојуз. Во оваа конкуренција тогаш се надпреварува уште и екипите на Прилеп, Битола, Пролетер, Југ, Младост, Демиркишар и Победа. Повеќето од екипите беа битолски, што значи дека фудбалот и во 1958 година беше спортот што најмногу ги привлекуваше младите од нашиот град. По иницијатива на извршниот одбор на местната организација на ССРНМ во населбата Јени Мале, чиј тогаш председател беше Борис Узуновски, како и со поддршка на поголем број граѓани од овој дел на градот, меѓу кои Методија Ѓорѓиевски Митичот, Мендо Параманец, Спиро Мачевски, Нешат, Ѓорги Субаджијата, Томе Стојановски Жапонот и други на 19. мај 1958 година се формира фудбалскиот клуб Пелагонија. За прв председател на ново формираната екипа беше избран Борис Узуновски, а за тренер Методија Ѓорѓиевски Митичо. Во почетокот на ФК Пелагонија дресот го носеа Томе Димитровски како голман, Лазо Терсо, Петар Димовски Чавкаро, Борис Јас, Јован Германецо, Бранко Марковски, Благој Петров Роглата, Борис Шемпата, Петар Зисовски, Никола професор се во педагошки факултет, Васко Марковски Шварцо, Иванчо Ванчо го нагалено, Васко Пиштолот, Методија Ментешо и многу други фудбалери. Со неполни 17 години почнав да играм фудбал во Битола, после тоа во Работник со постарите фудбалери како што беа Жване,
Пете, Коче, бев еден од најмладите со 17 години. Игравме во Подсојуз, после влеговме во Македонска лига. 1-2 години се играше со таа екипа. После се расформира и преминав во Пелагонија во 62 година. И во Пелагонија играв до 68 година. Пријатни моменти беа кога 58 година заедно со Гроздановски, со Сократ Мојсов и јас бевме повикани за младинска репрезентација на Југославија во Палич, заедно со познатите после фудбалери репрезентативци на Југославија Ивица Осим, Бечејац, Шекуларац, браќата Чебинци. И после од кога се вративме тука, нормално малце попопуларни и влеговме во првата екипа на работник после на Пелагонија. Иначе во Пелагонија, како што реков, имав многу пријатни моменти. Играв од 62 до 68 година. Најпријатни моменти ми беа кога после 2 години од кога настапив за Пелагонија, игравме одлучна утакмица за влегување во Македонска лига, затоа што се такмичевме во Подсојуз. И тука на овој стадион се играше првата утакмица со Кожув од Гевгелија. Се сеќавам и цел живот ќе се сеќавам на овој гол тука на северната страна. Јас бев стрелец на тие единствени 2 гола, кога навистина публиката беше радосна, веќе влегваме во Македонска лига. После една недела дена требаше да се игра реванш утакмица. Исто толку важна како за Битола, така и за Пелагонија. За прв пат се сеќавам, се вршеше радиопренос и тоа го вршеше покојниот познат новинар Спиро Мачевски. Почна утакмицата нервозно, нормално ние браневме 2-0, тие беа желни за победа и до 70 минута резултатот 1-1 беше. За среќа моја, навистина, и по тоа и најмногу се сеќавам, во едно проигрување со Перко Атанасовски од 16 метра го постигна победоносниот гол за Пелагонија. Така Пелагонија заокружита победа и стана член на Македонската лига. Исто така, како пријатни моменти ми се кога игравме, наистина и после 68 веќе пред крај бев на кариерата, игравме, се вратив јас тогаш од војска, игравме квалификации со Печ, во Печ за влегување во втора лига. Таму за жал изгубивме, меѓутоа тоа не беше утакмица, тоа беше општа една тепачка и додека на едната страна се расправат и се тепат фудбалерите, еден од играчите на Печ ја зеде топката и си продолжи кон голо. Јас се свртив кај судијата и викав, друже судија, тогаш друже судија, шо е работа? И тој со раката оди, вика продолжи. Власте се тргна од гол линијата и овој си ја турна топката 2-1, победија. Да речем, непријатното беше. И покај нивна победа од 2-1, односно 2-0, а тука 2-1 победивме, цела публика, околу 2000 души, слегоа од стадионот да се обрачунат со нас, а ние изгубивме такмицата. Јас имав среќа, работев во фабриката шекер, а во Печ имаше шекерана. И одржувавме тие спортски игри шекерански и еден од работниците, односно шекеранците, тогаш ме позна мене и ме зеде, ме прегарна само. Јас едноставно се провнав без некој да ме гибни или да ми префарли од таа публика. А другите, за жал и овие покојни што се, како Бошко, Попето, дојдоа истепани буквално. После пола сат од завршувањето на такмицата, јас веќе сам седам во стационицата и ги чекам другарите. Не можеа да се пробијат од тепачката.
Чајковски Јонче, Макрадули Андон, Нешевски Вангел, Озуновски Борис, Јовановски Димо, Георгиевски Менде, Димитровски Драги, Кузмановски Душко, Светиев Петар. Јас сум Кочовски Михајло, иначе сите ме знаат како Мијало. Мијало. Ресенчанец сум. До 69 година, кога промена името Бск, од Пелагонија Бск. Па после дојде Инкоп, па после Инкоп, денешен Перистер. За тие полни 6 години не знам за пораз на битолскиот терен. Само една имавне нерешена утакмица, сите ги тепавне. Во тоа време Македонска лига беше многу силна. Само една победа од Прилеп беше надвор од Македонската лига. Тие играа во втора лига. А иначе тогаш играше тогаш игра екипи од Скопје, имаше две екипи, Металец и Работнички. Многу силни екипи. Па Тетекс од Тетово, па КСК од Куманово, па Брегалница, па од Штип, Струмица, добра екипа, Беласица, па Тиквеш од Кавадарци. Многу силна Македонска лига беше. Екипата беше составена од сите од студенти. Во Скопје студираа 6-7 играчи. Секогаш на почетокот на првенството не припремени почнувавме, затоа што тие беа студенти и слабо беа припремени. Кога ќе завршише првенството на Републичка лига, тогаш тие беа во полна кондиција, али во почетокот многу беа неприпремени, затоа што тамо тренираја самоволно, без тренер, без ништо, така, ќе се собереа на некој полјанче и така тренираја. Тоа се, например, заедно Зоран, Петров, Пепи Црнец, Чико, Пеце Грозданов, Боге, тие 7 или 8 играчи така. Али за секоја утакмица пружаа се, максимум. Ево, јас сум Петар Атанасовски, иначе познат во Битола као Перко, кој што во главно цел живот го посветив на спортот. Према тоа имав две големи спортски љубави. Тоа беше планинарско-скијарското активност и фудбало. Дали беше прво фудбало, таа спортска љубов, или ова скијањето со планинарењето, не можам да се одредам, затоа што ми беа навистина двете во душата влезени и цел живот го посветив на нив. Од мал, така како и секое дете, бев некој за тоа време доста талентирано дечко,
Бе во почетокот, во еден помладок игравме на југ, тогаш сите најдобрите деца од Битола. Стигнавме до финале во Скопје со Вардар. Вардар беше тогаш првак на таа Југославија. Изгубивме нормално, бевме многу млади, за 2-3 години беа постари тие во просек, али бевме вансериски деца. Од таа генерација после, доста се активираа во Пелистер и во другите клубови во Битола. Меѓу другото, се формира и клуб Пелагонија. Јас за тоа време студирав во Скопје, не бев учесник во тие формирања. По завршувањето и по војската во Скопје, во главно не играв активен фудбал, него играв само за репрезентацијата на Македонија студентска. Играв секоја година, бевме во Патија, бевме во Нови Сад, Белград, во Скопје се играше, значи во таа екипа студентска репрезентација на Македонија, во главно играа 8 играчи од Вардар, Чапаровски, масата една генерација елитна Николовски, и од работнички двајца, само јас бев кој што не игра фудбал никаде, центар фор. И секојаш бев редовен играч кој што као голдетер ме имаја таму. Во еден миг дојдов на игралиште и играше Пелагонија со една екипа, не се сеќам, едни дечки кои што ме одушевија. Значи, така игра убаво тука, да испоменаме една генерација, Боге, Тоци, не знам кој тамо, Чико. Така игра технички, така убаво, ме воодушевија, реков ти гледам овие дечки, навистина се перфектни. Од тука, во една прилика, старите играчи, што ти знам, не собраја, ајде играме со Пелистер. Во таа игра, Пелистер беше многу јак тим. И ние тие стари играчи, Качунковиќ беше тоаш тренер, од кај нас играчи и други, Кирена Ванку, Вангел и така натака, сите овие постарите, ја му давам 3 гола на Пелистер, 3-1 ги тепам и Митичо иди кај мене и вика, Перко, жити очите, ако можеш да дојдеш во екипата, сакаме да влеземе, а тие во Поцавец беа. Да. И ние отидовме таму на разговор со него. Добро, рекол, баш ми остави некое време. Играме во таа екипа и победваме секаде до краја. Јас по 3-4 гола секоја утакмица. Во тие 4 години дури играв 5, се собра можда, ниедна утакмица во Битола не изгубив. Тоа беше еден пример кој што не знам дали се поновува некаде во Македонија, во некој град или било кај некој клуб. Замислете ти 4 години, ниедна утакмица во Битола немавме изгубена. А иначе од утакмиците ми оставаа две утакмици во длабоко сеќавање. Една игравме со Беласица во Битола и тоа беше, се боревме за 3-то место, мислам. Беласица беше многу силна. И играме таму, што знам, 0-0 и дојдовме до еден слободен удар во наша корист. Кенеди го викавме Зоран, набацува топка, јас надвор 16 развојчошо, негде 18-19 метра. Ја фаќам во леја топката, ја мавам така силно, да тоа не можам денес да се објаснам што се случи. Влезе в гол, низ мрежата избега и во онај зидот таму удре и се врате. Значи, такво нешто. И сега загонетно е како може да биде тоа гол. Дојдвах делегати, едно друго комисија таму гледа, во едно место распарана беше. Значи, таа толку муњевито лепна, да не се примете ни голма, не виде ништо и така заврши. Победивме.
Често пати ми се подсмева и ми замерува дека играм за работник, а треба да играм за Пелагонија, која же веќе беше формирана екипа. Го и прашам зошто? Па веше тие се прави битолчани. Толкова се тие прави битолчани, и јас сум сега битолчанец, и од работник се преведи во Пелагонија. Од 61 година и до последниот ден додека игра фудбал. Во периодот 62-63 година Пелагонија стана првак на подсојузот и требаше да играме квалификација за пополнување на Македонската лига. Квалификациите ги игравме со Кожув од Гевгелија и едниот надпревар и другиот надпревар го добивме и со тоа станавме членови на Македонската фудбалска лига. Од тој период па до моето завршување како фудбалер, јас памтам дека макар да се сменија повеќе имиња, сепак тоа беше дел од Пелагонија. Сите години. Што е поинтересно вака за Пелагонија? Поинтересно е тоа што често пати фудбалскиот клуб Работник, де се растураше, де се формираше, па и Пелистер се споменуваше, се сметаше дека треба некој да го финансира, тие спортски клуби да ги финансира. Немајќи финанси, Пелагонија го сменја името во БСК, Битолски спортски клуб. Дел од фудбалерите на Пелистер се префрлија во таа екипа на Пелагонија. Покасно, бидејќи немаше кој да финансира, повторно дојде до сменување на името во Инко. Тоа беше под покритителство на тогашната Кожара. Но сметајќи тогашните градски татковци дека не е некоја правдина, се состана и одлучија да се донесе едно заедничко име на двата клуба, односно Пелагонија и тогашниот Пелистер, кој што веќе беше испаднат од Македонската лига, да се соединат двата клубови и да се формира така наречен клуб Пелистер, и кој што до денеска е обстанува. Голман на ракомет и на фудбал. Ракометот го играв во помлади години, меѓутоа кога видов дека повеќе ме привлекува фудбало, го оставив ракомето, одам фудбало. Имав еден тренер, Томе Барбако, и ми рече: две љубовници нема, ќе си одбериш една, со овие збори. И јас си го одберив фудбало и понатака продолжив. Играв за Работник на времето под патронат на Шекерана, и кога Работник отпадна, ние се префрливме во Пелагонија. Та Пелагонија ја формиравме негде 62 година во квалификацијата со Кожув. Бале Петровски беше капитен, и јас Мицевски, па Перко, па Чико, Нојков, Боге. Од Работник, кога се формира Пелагонија, во Работник одовме, од Работник одовме Христоф Валентин, јас, Јованов Чико, Перко и Зоран Петровски. Тие 5 души го појачавме, појачавме та Пелагонија тогаш. Околу 58 година, 59, ако беше. Првиот оформија Митичо, кој ни беше тренер, и Узунов, Борче Узунов. Екипата беше само од првен од Генимале и од Бела Чешма.
Јас сум Тоци Георгиев, кој што бев најмладиот играч во тогашна Пелагонија. Тој ми беше матичен клуб, а мојот покоен брат Методија Георгиевски Митичо ми беше прв тренер. Започнав кариерата на 17 годишна возраст во онаа година кога Пелагонија се избори низ квалификации со Кожув да влези во Македонска лига. За прв пат во Македонска лига и јас ги играв тие квалификации против Кожув од Гевгелија. Првата утакмица во Битола одигравме, победивме 2-1 и реваншот по 3 дена во Гевгелија и таму победивме со 3:2. Значи со 2 победи убедливо влеговме во Македонска лига. Али јас за жал играв кратко, бидејќи како еден од најталентираните играчи ме ангажира Вардар во прва лига и јас само практично една година во Пелагонија. Јас сум Боге Тасевски. Со фудбал почнав да се занимавам од 1960 година, кога за прв пат пристапив во Пелагонија. Во составот имаше претежно студенти и таа беше една студентска екипа, пошто и јас бев студент, студираме во Скопје. И до крајот на фудбалот, до кариерата остана во Пелагонија. За Пелагонија одиграв доста утакмици, меѓутоа се преселиме во Скопје како студенти, немавме доволно услови за тренирање, така да фудбалот некако дојде во втор план. Имав еден прекин, повреда, една година, потоа поново се активирав до 68 заминав за војска, 69-та се вратив и поново се активирав, играв уште една сезона до крајот на 70-та година. И тука беше крајот на кариерата. Играв фудбал во Пелистер, а после тоа основањето 58 година на Пелагонија, 59-та се префрли во Пелагонија. Пелагонија ја формиравме во домот Јенимале. Иницијатори беа Спиро Мачевски, новинарот, брато Методи Ѓоргиевски, менде, Борис Узуновски и јас. Во Пелагонија играв уште 4 години, се до 62 година, додека не заминав за војска. А иначе, првиот почетоци ги имам во Пелистер, стариот Пелистер. 54 година, како 17 годишно момче. Играв во времето на Качунковиќ, како капитен, ова како тренер, Димовски, Бујуко беше тренер, Ставре беше тренер. Али после тоа, 56 година, стариот Пелистер беше првак на подсојузот Битолски. И требаше да игра квалификации со Беласица. Работник, кој истовремено паралелно постоеше со Пелистер, 56 година испадна од четврта зона. За да може да играат фудбалерите за квалификациите, Работник се расформира. Не се направи фузија, не смее, ако беше фузија, немаја право да играат. Се расформира, еден дел од фудбалерите од што беа однадвор си отидоа, се замираја, а еден дел останаа и се приклучија кон Пелистер. Квалификација игравме со Беласица, изгубивме, после тоа игравме втора шанса ни се пружи можност да играме со Ужице, Власина и Метохија од Призрен. Бевме втори, а влегуваше само првиот, не успеавме. Идната година игравме подсојуз, бидејќи тога не постоеше Републиканска лига, и во тоа време имаше во фудбал најефикасна навала во Југославија. 94 гола имаше Пелистер кладено тогаш. Како првак на подсојузот игравме квалификации со Тиквеш. Успеавме и влековме во 4-та зона. Тоа беше 57 година. 57 година, 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 57 godina, 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 57
Во Пелагонија, првен кој се формира, беа исклучиво поќето беа гинималци. Покасно, се повеќе и повеќе се ширеше кругот и стана веќе градско друштво, не гинималско. Тренираме прво во кај училиштето Даме Груев, потоа тренираме кај земјоделско училиште и тек после се префрливме на градскиот стадион, веќе кога станаме афирмирана екипа и кога станаме прваци на Подсојузот. Сум Зисовски Петар и од маленост како дете се приклучив кон формирањето на една нова фудбалска екипа која покасно го доби името Пелагонија. Почетните чекори во фудбалот на оваа екипа или на овој клуб се направени во земјоделско училиште. По иницијатива на генималци или поранешниот спортски новинар Спиро Мачевски и други ентузијасти како Митичо, Узуно и по нивна иницијатива, како што реков, се играше прво во земјоделско и со самото формирање на клубот и регистрацијата се играше во Подсојуз со сите околни градови околу Битола, почнувајќи и Ресен, и Охрид, и Дебар, па Кичево, Прилеп. Но за кратко време, после неколку години, може би благодарение на успешноста и колективноста во екипата, се створи една солидна екипа која негде 63-та година влеговме во Македонска лига, играјќи квалификација со Кожув од Гевгелија. Многу важно е дека оваа екипа Пелагонија, онака како што влезе во Македонска лига, никогаш повеќе не испадна, се додека не настанаа некои претумбации, преформулирања, промена на името од Пелагонија во Инко па БСК, затоа што во тој период, кога ние влеговме во Македонска лига, Пелистер испадна, така да Битола ќе останеше без представник во Македонската лига, но таа празнина ние ја надополнивме и успешно секогаш игравме, така да скоро никогаш на домашен терен не губевме. И еден куриозитет да истакнам дека на еден натпревар во Битола кога изигравме нерешено, требаше да одиме во Тетово со Тетекс кој претендираше за втора лига и беше многу силен. И на жалост, да речам, беа сите разочарани, само преседателот дојде како воџа на пато и кога во соблекувалната се спремавме за утакмицата, рече, јас не се разбирам од фудбало, сами договорете се и како знаете играјте и излезе. Ние бевме само 12 играчи со еден резервен, голман немавме резервен, али успеавме, цело време водевме 1-0, за на крајо последните, да речем, 2 минути тие некако со сила постигнаа гол, затоа што и судијата викаше немојте ништо поќе од нерешено не барајте овде. И мислам дека тоа играње во Пелагонија и успесите потекнуваа поради тоа што имавме големо другарство. Приказната за фудбалската екипа Пелагонија меѓутоа не завршува со овој приказ и со средбата на битолските фудбалски звезди, кои секој за себе остави видливи траги во битолскиот фудбал. Веројатно ќе продолжи и следните години, зашто една средба и една ваква емисија се премногу малку да се каже се за десеттиците фудбалери, за стотиците згоди и незгоди и за нивните бројни доживувања, односно за имињата што секогаш се пишувале со златни букви во книгата наречена Фудбалски клуб Пелагонија.